Античкиот град Стоби за прв пат во историографските извори се спомнува од страна на Тит Ливи во врска со случка од вториот век пред новата ера, односно победата на македонскиот крал Филип Пети над Дарданците. Оваа битка Филип Пети е извојувал во близина на стариот град Стоби, кој што е лоциран на утоката на Црна река во Вардар. Зачетоците на градот Стоби се забележани уште во 7-иот, односно 6-иот век пред нашата ера. Поставен меѓу реките Еригон и Аксиос, денешните Црна и Вардар, бил значаен воен, стратегиски, но и економски центар во сите периоди од неговото живеење. Архитектонската структура и организација на животот во градот покажува развиена урбана средина со висок степен на културен развој. Од археолошките истражувања се гледа дека Стоби живеел уште во архајскиот период. За тоа сведочат дел од откриените бронзени предмети, како и одделни керамички наоди. Сепак, својот подем Стоби го доживува во римскиот период. Со доаѓањето на римјаните на овие простори, односно со римските освојувања, благодарение на позицијата на Стоби на долж Вардарската долина, тоест на самата Вардарска долина, Стоби прераснува во значаен центар во трговијата со сол, а во периодот од 1-иот до 3-иот век доживува економски просперитет и демографска експанзија. Значи, во овие времења Стоби ги добива своите најголеми граници, значи од 27 хектари во рамки на градските бедеми. Градот ја имал титулата Опидум Civium Romanorum. Ја добивале градови во кои живееле граѓани со римско граѓанско право. Подоцна, Стоби се стекнал со ранг муниципиум. Во периодот од 1-иот до 3-иот век, Стоби забрзано се развива. Во раноримскиот период биле почитувани многу божества. Најраспространет бил култот кон Асклепи, богот на здравјето, и неговите придружници, Телесфор и Хигеа. Во Стоби се откриени неколку мермерни скулптури на богот Асклепи и на Хигеа, што го потврдува нивното влијание во римскиот период. Од богот Телесфор се најдени неколку стотици теракотни фигурини, кои жителите ги ставале во гробовите на покојниците. Верувале дека со принесувањето и посветувањето на овие фигурини на покојниците ќе го спречат ширењето на епидемијата на чума која ги нападнала овие простори. Се верува дека токму поради чумата, култот кон овие богови бил многу силен. Покрај нив, во Стоби е засведочен и култот на божицата на правдата, Немеза, но и на Аполон и Афродита. Стоби имал и своја градска божица. Незиниот лик бил најден на монети. Во ова време Стоби добива статус на муниципиум, има собствена ковница каде што се коваат монети со представа на персонификација на персонификации на двете реки и представа на градското божество заедно со нив, или пак кова монети со представа на еден од градските храмови. Овие монети биле ковани во Стоби, што представувало реткост во провинцијските градови. Во периодот од 1-иот до 3-иот век, од ова време во Стоби ни се истражувани, ни се познати градскиот бедем, првата фаза од портата Хераклеа, античкиот театар, јавната градба со арки, така наречената римска куќа. Во градбата со арки се откриени повеќе делови од различни скулптури. Некои од нив се позлатени и имаат надприродни димензии. Една од нив, според атрибутите, лесно може да биде идентификувана како богот Марс. Значи има еден отворен простор со арки кој што имал два спрата и има две апсидални простори, и тие две апсидални простори имаат ниши во кои што стоеле скулптури. Она што се открива дека како скулптура кажува дека овие уметнички дела биле со големи димензии, биле позлатени. Подовите на овие апсидални простори се решени, значи, со мермерни плочи, наредени во така наречениот опус сектиле, имаат геометриски мотиви. Исто така и зидовите на градбата биле покриени со мермерни плочи и мермерни капители. Како и сите други римјани, така и граѓаните на Стоби сакале да уживаат. Театарот бил вистинското место за тоа. Тој бил најголемата, најскапа и најраскошна градба, направена од бел мермер. Со вкупно 36 редови,
театарот собирал речиси 8.000 гледачи. Истакнатите жители од познатите семејства имале резервации. Нивните фамилиарни имиња биле врежани на седиштата. Театарот најверојатно бил изграден во вториот век како арена на која се одвивале гладиаторски борби, но во исто време тука били изведувани музички и циркуски игри. Театарот имал капацитет од 7600 луѓе и ова што го гледаме само 1/4 од гледалиштето или така наречената кавеа. Значи имало уште еден спрат нагоре со 17 редови, а седиштата продолжуваат и на другата половина, но подоцна во 4 век тие се извадени и реупотребени во други објекти. Гледалиштето е затворено од едната страна со сценската зграда, која што имала мермерни столбови, мермерни архитрави, како место каде што се одржуваат гладиаторски борби. Долниот дел од гледалиштето имало мрежа која што штити публиката од ѕверови. Она што изумив да го кажам за театарот е дека тоа е комбинација на источен и западен тип, односно источните елементи ги согледуваме во отворените пародоси или странични коридори, додека западните елементи ги гледаме во тоа што театарот е подигнат од рамна основа и има надворешна фасада со арки. Во Стоби се пронајдени остатоци и од синагога, која датира од 2 или 3 век. Тоа е потврда дека во градот во овој период имало еврејска заедница. Оваа синагога подоцна била преправена во христијанска базилика. Преку еден од надписите во синагогата дознаваме дека таа била изградена од Клауди Тибери Плохарм, наречен Ахири. Ова овде е палатата на Клаудиус Тибериус Полихармос, таткото на еврејската заедница. Оваа палата исто така се нарекува и куќа на псалмите. Значи, најпрви не подигната во 2 или во 3 век, како што дознаваме од надписот, и е во својство на еврејската заедница и на синагогата, но во 4 век со забраната на сите други религии освен христијанството, оваа палата заедно со синагогата и припагаат на христијанската заедница. Синагогата е претворена во христијанска црква, додека палатата е дадена на христијанското свештенство. Тогаш оваа палата ги добива мозаиците, значи на подовите, и така во триклиниумот претходен или трапезаријата имаме мозаик на кој што е илустриран Псалмот 41. Стоби е значаен христијански центар на овие простори и едно од најраните епископски седишта во Македонија. Најстарата христијанска црква или првата епископска базилика била изградена непосредно покрај театарот, бидејќи во него биле погубени многу христијански верници. Токму затоа добил карактер на свето место, на кое мачениците го давале животот за христијанството. Во периодот од 4 до 6 век во Стоби били изградени сите базилики. Врз старата, кон крајот на 5 век, е подигната новата епископска базилика, која е обновена во текот на 6 век од епископот Филип. Во 6 век, кога епископот Филип решава да изгради нова црква, буквално ја потрупува црквата со старата црква со земја, а претходно подигнува темели кои што се високи 4-5 метри и гради еден грандиозен објект со монументални димензии, при што употребува елементи од театарот, односно користи седишта од театарот, па дури и столбови од театарот. Се наоѓаме во крстилницата на епископската базилика, подигната најверојатно со првата црква во 4 век, но мозаиците што ги гледаме се од крајот на 5 или почетокот на 6 век. Овие мозаици се на некој начин препознатлив знак за Стоби. Че на мозаиците илустрирам Псалмот 41, кој што гласи како што еленот жеднее по изворска вода, така душата моја жеднее по Тебе, Боже.
така што елените ги символизираат душите на потенцијалните христијани кои што треба да се напијат од изворот на животот или изворот на мудроста и да на тој начин да влезат во христијанската религија, додека пауните би требало да символизираат, значи, души на христијани, односно бесмртни души на христијани кои што веќе влегле во христијанската религија, односно се напиле од фонтаната на животот или изворот на животот. Познати се 5 епископи од Стоби, кои учествувале на важните екуменски собири. На првиот собор во Никеа, Мала Азија, во 325 година, 12 години по официализирањето на христијанството, учествувал и епископот Будиос од Стоби. Ова ја потврдува улогата на градот како значајно епископско седиште. Во 4 и во 5 век покрај оваа сакрална архитектура, значи имаме и профана архитектура, односно се градат исто прекрасни палати на поимотните семејства од Стоби. Овие палати имаат голем број на простори и некои од нив се декорирани, исто така со подни мозаици. Во една од приватните куќи престојувал Теодоси I во 388 година. Била наречена Теодосијанска палата. Познат е по тоа што издал 2 едикта. Едниот ги забранувал дискусиите на религиозни теми, а другиот бил во врска со прогонот на еретиците. Таа има голем број на простори, од кои што некои се простори за спиење, некои се дуќани, и има еден отворен двор, обкружен со столбови, така наречен перистил, во кој што исто така има мозаик, има базен, над базенот има ниши во кои што стоеле скулптури. За луѓето кои што живееле во периодот од 1 до 3 век на Стоби, најмногу дознаваме, значи, од надписите на надгробните споменици, надписите на седиштата на театарот, каде што се испишани имињата на фамилиите, па дури индивидуални имиња. И така, помеѓу овие попознати семејства од Стоби, можеме да го издвоиме семејството на Приските. Во Стоби се пронајдени остатоци и од приватни куќи. Една од нив е и куќата на Перистерија. Се движиме по улицата Вија Принципалис Инфериор. Од нашата лева страна имаме уште една палата од 4 век, така наречената палата на Перистерија, односно на семејството Перистерија, чието име го дознаваме благодарение на надписот во еден од мозаиците во овие триклиниуми или апсидални простори. Исто така оваа палата има голем број на простори, од кои што некои се економски дел на куќата, односно се дуќани, други делови се за спиење, други за живење, за релаксација. Исто така и оваа палата има отворен двор на средината, обкружен со столбови и има базен. Во Стоби биле откриени 2 бањи, мала и голема. Предпоставка е дека големата била машка, а малата женска. Тие биле значаен сегмент од римската култура, представувале важен центар и за социјалниот живот. Од нашата десна страна е големата бања или така наречената машка бања, подигната исто така во 4 или во 5 век, со сите оние простори за топла вода, млака вода, сауни и оној хипокаустен систем или систем за загревање на подовите. Во бањите во римско време не се само места каде што се одржува хигиена, него се на некој начин и центар на социјалниот живот, затоа што луѓето излегуваат од дома, одат во бања да се релаксираат, каде што разговараат со пријателите, често пати за некакви проблеми, политика дискутираат и така натаму. Концептот на античката бања како место за хигиена и социјализација го продолжуваат турците.
турските амами функционираат на истиот принцип. Во Скопје, јавните бањи функционираат дури до 1963 година. Денес, овој континуитет продолжува со скандинавските сауни. Во периодот од 4 до 6 век, Стоби повеќе пати бил разурнуван. Предпоставка е дека во 5 век градот бил урнат и од хуните. Во слоевите од изгорените куќи биле пронајдени остатоци од нивните стрели. Подоцна, градот е разурнат од голем земјотрес. Во 6 век во самата империја има извесен економски пад и тој економски пад најдобро се илустрира во изгледот на куќите од 6 век, кога откриваме еден цел комплекс или огромен микро или макростамбен комплекс од 6 век. Конкретно на 6 век завршува и животот во Стоби и овој крај на животот е резултат на комбинација на различни фактори, че најверојатно оние варварски упади што се споменуваат во изворите на авари, Словени или други племиња, потоа имаме климатски промени, земјотреси, така што во 6 век или крајот на 6 век животот во Стоби конечно завршува.